Во Тетовскиот регион засега нема појава на птичји грип, информираат ветеринарните друштва. Птичјиот грип представува високопатогена болест, брзо се пренесува и се шири кај дивите и домашните птици. Уништување на заболената живина е единствениот начин да се спречи ширењето на вирусот. Најчести симптоми на болеста се голема смртност кај птиците и пад на несивост, смалено земање на храна и потоа кои се видат тие симптоми, во лабораторија се утврдува причинителот, односно вирусот, и се докажува дека се работи за таа болест. Во моментов во Тетово и Тетовско нема јавено болест. Ние работиме заедно со Агенција храна и ветеринарство, односно под нивна наредба и надзор. Имаме пратено неколку узорци на диви птици и питоми и нема откриена болест. Птичјиот грип не се пренесува кај луѓето и не представува закана по нивното здравје. Сепак сите сопственици на птици треба да ги почитуваат препораките на Агенцијата за храна и ветеринарство. Апсолутно овој тип на вирус не е патоген за луѓето и луѓето не треба да се плашат за нивното здравје. Друга работа што е доста важно е да ги почитуваат препораките на Агенција за храна и ветеринарство за да се спречи појавување и ширење на болеста во Македонија. Најголемите штети од оваа болест се економски, што значи се уништуваат. Доколку се јави во некое подрачје болеста, треба сите птици да се уништат. И тоа е, да речем, голема економска загуба. Пред 10 дена во село Мороишта, Струшко, беа регистрирани првите случаи на птичји грип. Од Агенцијата за храна и ветеринарство информираат дека засега состојбата е стабилна, но и натаму постои опасност од ширење на вирусот. Апелираат до сите сопственици на птици, доколку забележат појава на птичји грип, да го пријават случајот и да соработуваат со надлежните служби.